Никако да проработат сите енергетски капацитети со полн капацитет. Откако пропаднаа ветувањата на владата дека тоа ќе се случи на стартот на грејната сезона, сега роковите се поместија по нова година. Никако да заврши сагата со транспортот на трансформаторот за третиот блок на РЕК Битола. Првично најавен дека ќе профункционира во октомври, па кон средината на декември, сега директорот на ЕСМ најавува старт за побожикните празници. Во моментот се транспортира само централната единица, јадрото, односно најтешкиот дел. Сите другите елементи претходно со 9 камиони во композиција беа доставени во РЕК Битола и дел од таа опрема веќе се монтира и се прават подготовки штом пристигне трансформаторот во РЕК Битола, веднаш на постоечката инсталација повшини да се постави на местото каде што треба да биде позициониран, негде до 10 јануари треба да го имаме блок 3 во функција, тоа значи не во текот на грејната сезона, него сега веднаш за многу краток период блок 3 ќе биде ставен во функција и веќе во јануари ќе има можност да работат сите 3 блокови одеднаш. Критики од лидерот на опозицијата. Председателот на ВМРО ДПМН смета дека планот за приклучување на производните капацитети не се остварил, бидејќи владата и државните електрани не испланирале навреме. Бизнисот плаќал највисоки сметки споредено со другите држави, а мерките не биле доволни. Имаме цунами, енергетско-економско цунами, поради тоа што владата не произведува, иако може да произведува доволно струја, која што би им ја понудила на потрошувачите. Дали се граѓани, дали се бизнис, е сеенно. Доволно може да произведува ако на време ги планираше производните капацитети. Но за жал тоа не го направи. Не го направи владата и денеска граѓаните, но истовремено и бизнисот плаќаат огромни сметки, можеби најголеми во Европа. Најголеми во Европа. Премиерот уште еднаш уверува дека струен ценовен шок нема да има, но најавува нагорна промена во третата и четвртата блок тарифа. Тврди дека оние што трошат до 630 киловат-часови и покрај зголеменото ДДВ од 5 на 10% нема да имаат повисоки сметки. Нема да има ценовен шок за граѓаните, особено од првиот и од вториот тарифен блок, тоа се оние граѓани кои што повеќе штедат и помалку трошат електрична енергија. Третиот тарифен блок ќе биде со можеби мала промена, додека четвртиот тарифен блок оние граѓани кои што многу трошат електрична енергија, кои што си ја плаќаат нормално електрична енергија, бидејќи можат да си приуштат да плаќаат повеќе електрична енергија заради своите потреби, таму цената на електрична енергија ќе биде зголемена. Премиерот најави дека се обезбедени пари за подмирување на долговите на струја на државните институции, но не кажа дали се обезбедени 40 милиони евра колку што изнесува нивниот долг. Прераспределбата на буџетските пари веќе помина во собранието.